тешките емоции како главен причинител за твојот висок крвен притисок. Сите веќе знаеме дека емоциите, особено оние тешки непроцесирани емоции, учествуваат во добар дел, да не речам огромен дел, за твојот влошен крвен притисок и општо влошување на твоето здравје. Луѓето високиот крвен притисок го сметаат за нормална појава и не знам зошто е тоа така, бидејќи неговото отсуство зависи исклучиво од расчистена емотивна состојба и здрави навики. Навистина не е потребно да се нормализира внесување на хемиско решение, односно таблети, во сите случаеви, значи и кај што е потребно и кај што не е потребно, бидејќи на тој начин само го решавате симптомот, продолжувате по старо, а не го расчистувате коренот на проблемот. Внесување на хемиско решение само го одложува проблемот, овозможува подолго време тој да обстојува и, нели, во најлош случај да доведе до влошување на состојбата и преминување од една помала симптоматологија во поголема. Овде разговараме за разрешување на причинителот на високиот крвен притисок, а не за некакви преодни решенија колку ти да тераш по старо. Се што се случува на духовен план и на емотивен план, автоматски и на енергетски план на нашето тело, кога сме подолго време во одредена емотивна ситуација, тоа се рефлектира како резултат на нашето физичко тело. Луѓето не разбираат дека се занимаваат со ефектите, значи висок крвен притисок и сите други состојби на физичкото тело се последица од подолго трајни процеси кои што се случуваат на духовно, емотивно и енергетско поле. Моментот кога ќе знаеш дека коренот на проблемот се наоѓа на духовен план, нема толку многу да се занимаваш со замачкување на проблемот, односно со третирање на симптомот, а не на коренот на проблемот. Во видеово ќе споделам одредени спознанија, процеси, како и во претходните видеа ќе работиме процеси заедно со мене сега во видеово, кои што ќе ти доколку ги усвоиш, ќе ти овозможат една друга перцепција и сигурно ќе те одведат на некоја друга патека да превземеш некои сосема други активности, а не овие тековните. Се надевам дека видеово ќе помогне на многу, бидејќи и јас пред некоја година се соочив со овој проблем, иако доста кратко време траеше. Тоа е поради тоа што мојот висок крвен притисок го решив за не помалку од 4,5 недели, со интензивни ментални вежби и процеси со цел да откријам што се наоѓа позади. Значи, која е мојата потреба позади мојот крвен притисок и зошто го имав тој ефект, значи на покачен крвен притисок, што за мене како личност беше на вистина невообичаена ситуација, бидејќи релативно сум во добро здравје. Но кога човек ќе слушне термин висок крвен притисок, прво што помислува е на, нездрава исхрана, стрес, генетика и така натаму. Секако дека здравите навики имаат влијание, но кој е главниот причинител, односно кои се повеќето, значи комбинација односно лоша комбинација од повеќе причинители за на крајот ние да имаме ефект на висок крвен притисок. И самиот термин притисок ни дава некое објаснување. Што ако позади овој притисок се наоѓа емоционален притисок од тежини кои што долго време ги носиш и едноставно веќе немаат кај да одат. Никако луѓе, ретко кога се вртиме кон себе, да разрешиме што е тоа внатре во нас, што упорно го тераме
и бараме само некакви преодни механизми на справување. И најчесто ќе слушнете реченица во вашиот ум или кај други луѓе: а ќе ми помине, ништо не ми е, ова е нормално и така натаму. Ова се фази кога човек не сака да види или нема знаење или алатки да види што точно се наоѓа позади и како да се ослободи од овие тежини. Бидејќи испаѓа дека луѓето не знаат како е кога нема да имаш тежини и како е кои одлуки ги носиш за себе кога ќе се ослободиш од ова така наречено робство. Робство зошто го нарекувам робство? Бидејќи сите тие енергии што се внатре, предизвикани од емотивно и духовно ниво, односно рани, неиспроцесирани тешки емоции, држат огромна заробена енергија која што нас не спречува да имаме квалитетен живот. Некои овие тешки емоции и спонтано ги решаваат и се справуваат, но повеќето не. Затоа имаме ова огромна бројка на заболени луѓе и колку е навистина здравствениот систем оптеретен од луѓе со, да кажеме, висок крвен притисок, кардиоваскуларни болести, диабет и слично, а сето тоа доаѓа едноставно од долготрајно апсорбирање и чување на тешки емоции во себе си. И сега да видиме во што точно се состои позадината, која што не е баш така едноставна, значи се состои, е комплексна, се состои од повеќе елементи на емоции, односно различни типови на емоции, кои што се долготрајно напластени и затоа е тешко да се навлезе тамо, бидејќи некогаш човек и не може сам да го направи тоа, му треба секако некој друг или еве вакви информации, видеа како што споделувам јас или споделуваме некои слични на мене на интернетот. На вистина сега интернетот е препон со различни споделени искуства, луѓето се што им помогнал. Сите знаеме, велиме стрес, но никој не седнал да го дисектира тоа едноставно, хирушки да навлезе, дел по дел, длабински, да направи точна селекција што се наоѓа позади тој стрес и позади крвниот притисок. Значи, за да имаме ефект на висок крвен притисок, што се случува во позадината. Која е таа констелација, која е таа игра што се случува позади. Првиот слој, можам да кажам главен условувач на високиот крвен притисок е непроцесиран гнев. Дали некогаш ти како личност се најде во ситуација да ти биде кажано да бидеш смирена личност, да не избувнуваш, дека тоа не е добро? Ние се наоѓаме во ситуација каде што социјално и општествено не е дозволено да искажуваш гнев. Едноставно тоа е и таа емоција што некогаш и треба да се искаже, но на еден здрав начин. Колку пати сакаше да искажеш нешто, но остана замолчана. Мораше да молчиш и да се повлечеш. И едноставно да се покориш на реалноста. И сите твои вистини да не ги искажеш. Сето ова повлекување останува неиспроцесирано во позадината на твојата свест и во позадината на твоето емотивно тело. Емотивното тело е дел од физичкото тело и носи огромна енергетика. Па така, ако сакаше да искажеш некакво негодување, а мораше да замолчиш, хроничниот гнев, доколку не е искажан и е постојано супресиран, се ускладиштува во нашето тело, едноставно продолжува да живее и да прави притисок од таму. Кога долго време тој се акумулира, а нема негово процесирање, преминува телото да ти праќа порака дека тоа што го правиш како механизам на справување едноставно
веќе не е во ред. Едноставно телото не може повеќе да издржи. Високиот притисок ти укажува дека добар дел од твојата душа се буни и не ја прифаќа животната патека по која што ти одиш во моментот. Најдобро е да се размисли во кои делови од твојот живот ти одиш против себе. Едноставно се помируваш и се повлекуваш, а твојата душа вреска. И сега фактички пристапуваме кон овој неиспроцесиран гнев, да видиме од кои компоненти тој се состои. Првото е ова што веќе го спомена, каде што ти мораш да молчиш и да се повлекуваш, иако никако не можеш да ја прифатиш ситуацијата и реалноста во која што си. Овој затворен круг на едно исто повторување на твојата тековна реалност веќе едноставно е неприфатлива. Ке дојде момент кога твојот притисок ќе биде толку многу висок што едноставно е неиздржливо и тој има една единствена задача да те алармира дека потребно е да направиш промена во корелација со потребите на твојата душа. Кога ќе кажам промена, луѓето најчесто се исплашени. Едноставно не сакаат да ги менуваат тековните навики, но токму тековните навики ги држат во одредени стравови и во лоши одлуки и повторување на едни исти навики и едно исто секојдневие. Останување во комфорт зоната или на она што сме навикнати секојдневно, оваа ситуација испаѓа дека е нашиот убиец. Убиец, зборувам во наводници, убиец на сите наши желби и се што нашата душа сака. Втората компонента на непроцесиран гнев е нашата потреба за наметнување на нашата волја и она ние што сакаме врз другите. Односно, огромна потреба за контрола, што треба да направат другите. И сега да објаснам на сите оние кои што можеби никогаш не работеле на себе, процесите на работа на себе подразбираат дека ние работиме на нашиот мајндсет, начин на размислување, а не ние да сме свртени кон другите и да вршиме притисок да ги промениме другите. Веднаш да ве опоменам дека потребата да ги промените другите доаѓа фактички од вашата натрешна немоќ да вие си го градите животот на начин на кој што е наменет за вас. Луѓето губат огромна енергија, време, тензија за да ги променат другите, да им наметнат на другите. И потоа се прашуваат зошто другите не прават постапки како што они сметаат дека е правилно и зошто едноставно другите не го користат нивниот ум и не прават она што ти си наумила или ти си наумил другите да го направат. Оваа игра каде што ние наметнуваме нашата волја што треба другите да прават, верувајте, е Сизифова работа или изгубена игра. Секогаш е подобро да си го земеш животот во твои раце и ти постапно и пополека и секојдневно да си го градиш. Навистина личи како процес и напорна работа, но многу е поплодоносна отколку ти да се занимаваш што треба другите да направат и едноставно само да живееш во промашени очекувања дека некој друг треба да направи онака како што ти мислиш дека тој треба да прави или таа треба да прави. Непресретнати очекувања се исто така компонента од непроцесиран гнев, бидејќи луѓето сметаат дека направиле многу за одредени личности, но тие личности не им посвратиле. Ние можеме да контролираме само ние што правиме. Ние никој пат не можеме да контролираме што ќе направи други. Останува на совеста и добрата волја на другиот
нас да ни овозможи нешто, но тоа не е задолжително. Единственото нешто што е задолжително е ние самите да си го градиме нашиот живот во корелација со другите. Ние не можеме и не е ни правилно да очекуваме и да живееме во нереални очекувања дека другиот треба да направи, не знам, некаков список од низа обврски за нас да ни биде, нели, добро или понаше. Мислам дека е јасно дека овој неискажан гнев и неиспроцесиран гнев доаѓа главно од она што го молчиме, од она што го очекуваме од другите, а ние не се вртиме кон себе си, да од нас тргне нешто и ние да си ја градиме патеката во мир, баланс во себе си и во мир и баланс со другите. Навистина е залудно потрошено време постојано да крвариш по други, да очекуваш од други, да ти дадат други и така натаму. Секогаш е најдобро човек да се потруди да работи на себе, да ги процесира овие емоции и да носи победоносни одлуки, наместо секојдневно да влегува во поразителна реалност. Верувајте, многу повеќе енергија се губи кога вие наметнувате на друг вашата волја и што треба другиот да прави и како треба тоа да изгледа, отколку вие сами, како вели, да засукаме ракавите, ние сами да си ги засукаме ракавите и ние сами да започнеме да си го градиме нашиот живот, ние сами да се пресретнеме себе си, а верувајте, кога ќе се свртите кон себе, кога ќе си пресретнете, кога ќе си земете вие животот во вашите раце, верувајте и другите ќе се приклонат кон вас. Кога вие ќе се прифатите себе си, секако дека вашата интерна динамика ќе се ја смени и надворешната динамика. Одиме на следниот слој од позадината на твојот висок крвен притисок, а тоа е непроцесираната жалост. Ако се сетиш наназад на некои личности што веќе ги загуби и никако не можат да се вратат, прашај си себе си колку време помина во процес да ја изжалиш правилно таа личност. Дали на брзина помина преку загубата, само за да останеш силна личност и да не ја покажеш твојата слабост пред другите. Целата оваа непроцесирана жалост кога ќе загубиме значајна и блиска личност може да биде, не знам, развод, може да биде разидување, може да биде разделба, може да биде смрт и така натаму. Непроцесирана жалост останува како огромна блокада, односно нашите емоции се како директно поврзани со крвотокот и целата структура на нашите емоции е како една емотивна река која тече низ нашата крв. Но во вакви ситуации, кога имаме непроцесирана жалост, условува да има блокади, односно како еден вид брана на таа емоционална река, која што буквално се собира на одредени локации на нашето тело и преку овие непроцесирани емоции прави како еден вид компресија, густина енергетска и токму на тоа место, доколку е подолготрајно и неиспроцесирано, може да преде во било каква состојба на болест. Може да стане збор за висок крвен притисок,
Зависи на која локација, може да премине во некоја и потешка состојба. Збориме, разговараме нели за различни и тешки болести. Зборуваме фактички за различни тешки болести од типот на канцер, тумор, миом и така натаму. Долгогодишно држање на болка и непроцесирање на истото или постојано навраќање на одредени загуби од минатото прават огромна густина да е задржана во нашето тело, која што последователно создава најразличен тип на болести зависно колку е акумулирана емоционалната дисбалансирана структура. Третиот слој од компонентите на оваа емоционална комплексност што се наоѓа позади високиот крвен, за да имаш резултат на висок крвен притисок, се наоѓа точно оваа комбинација од емоционална комплексност. Третиот елемент, можам да кажам, кој што има најниска вибрација, односно највеќе тежи во позадината, во причината за да имаме последица на висок крвен притисок, е хроничната вина, хроничното чувство на вина и срам. Секако дека општествената структура или матрицата на свесност во која што живееме, особено религиозната компонента, предизвикува, па и нашето воспитување, предизвикува да ние носиме постојано одредена низа на чувство на вина и срам. Чувството на вина и срам буквално ја зацементира оваа ситуација, бидејќи самата вибрација на срам и вина на вистина е меѓу најниските воопшто на табелата и буквално ве држи многу доле да носи ефект дека ти не заслужуваш ништо. Дека едноставно треба да си ја отслужиш еден вид казната и не заслужуваш многу нешто да земеш од животот. Срамот особено не одвраќа од било какви прилики, да можеме да искористиме прилики, бидејќи секогаш сме по дефанзива. Тој предизвикува да сме во постојана дефанзива поради стравот дека не го заслужуваме тоа или дека ќе бидеме одбиени, како и во многу низа случаеви од претходно. Можам да кажам дека стравот од отфрлање и од одбивање е најголема пречка за успех на било која личност. Ако вие никој пат не сте се соочиле со овој страв од отфрлање, секогаш ќе завршите со помалку и во дефанзива. Никогаш нема да се охрабрите да исчекорите, бидејќи секако успехот доаѓа од низа грешки, порази и затворени врати. Вратите ни се затворени и ги доживуваме отфрлањата, бидејќи тоа е на некој начин начин на животот како не носи по некоја патека. Значи, не може успех без неуспех. Луѓето сметаат дека треба да има само низа на успеси или само низа на добивки, но верувајте, некако доаѓа дека мораш да загубиш за да добиеш. Значи, нешто мора да дадеш за да нешто земеш. Како ова вака звучи просто и двудимензионално, сепак е малку посложено. Секоја грешка и секој губиток фактички не носи на повисоко ниво, каде што ние може да размислиме некој нов начин и секако поразот не е ништо, само фидбек дека имаме несоодветно превземена акција. Дека треба нешто друго да направиме следниот пат, кој што ќе биде мудро и попаметно. Тоа е структурата на животот, каде што ние преку грешки, преку отфрлања и преку самосвесност доаѓаме до точно рецептот како да се движиме и како да си го градиме животот. И сега одиме на процесите. За процес број 1, убаво би било да се одвоиш насamo
да одвоиш време за себе, тоа не е некое време, значи ние зборуваме 5-10 минути, каде што ќе се слушнеш себе си и ќе прекинеш да се фокусираш на надворешниот свет и кој што треба тебе да направи за тебе, да даде, да прекинат очекувањата, едноставно да се свртиш кон себе и да видиш што сака всушност твојата душа да ти каже. Одвој се настрана во тивок амбиент, стави ја едната рака на срцето, а другата рака на стомакот. И сега повикај оваа тензија, овој притисок во тебе и најди на која локација во телото живее оваа тензија, оваа густа енергија. Каде го чувствуваш во телото овој притисок? Откако ќе го почувствуваш, прашај си себе си, во кој дел од мојот живот, во која сфера од мојот живот јас чувствувам огромен притиск? Од каде доаѓа моето незадоволство? Може да се случи да ова опфаќа и повеќе сфери од твојот живот, да не е само една. И најчесто е така. Ние може да се чувствуваме здравствено дека не сме добри, но тоа се рефлектира скоро и во другите сфери. Че не само во здравје, него здравјето прелева и на можеби на финансии, можеби на партнерски односи, можеби на семејни односи. Но сега е битно да утврдиме во кој дел највеќе чувствуваш притиск. Следното прашање е: зашто точно се чувствуваш дека си немоќна личност? И што точно сметаш дека не можеш да го смениш? Што во твојот живот е неприфатливо, никако не можеш да го прифатиш? И што е тоа што не можеш да го смениш? Бидејќи самата фрустрација не можам да го променам тоа. Неповратно тоа е, секогаш изгубено, не можам да го направам. Не можам исчекор да направам. Самиот момент на фрустрација доаѓа до чувство на немоќ. Моментот кога ќе почувствуваш дека си во немоќ или си немоќна личност, ти ќе превземеш акција, ќе дојде мисла и акција. Значи, таа емоција, каде е проблемот? Емоцијата произведува мисла, мислата произведува одлука. Одлуката носи акција. Која одлука ти ќе ја донесеш од ниво на немоќ? И најчесто оваа научена беспомошност, ние така ја велиме, состојба на научена беспомошност, видена е. Значи, тоа е несвесен програм што е виден од околината, од фамилијата, од пријателите, од социјалното обкружување. Значи, чувството на немоќ, од каде доаѓа, што е тоа што ние никако не можеме да го промениме. Имаме чувство дека не можеме да го промениме, сме комплетно немоќни. Се што ви доаѓа можете да го запишете и потосна да го анализирате откако ќе завршиме со вежбите. Секако дека после овие вежби, откако ќе ги isprocesирате, значи не само да го слушате видеото, него едноставно да го поминете овој процес, ќе почувствувате олеснување. Ќе бидете сосема на друга вибрација, сосема друга одлука ќе донесете. Следното прашање е: која вистина сакам да ја кажам
а се чувствувам во ситуација дека треба постојано да молчам. Кои вистини што сакам да ги кажам, морам да ги молчам. Верувајте, не чекајте на другите, не чекајте некој да дојде, некој да ве спаси, едноставно направете поинакво животно решение. Почнете малку по малку. Луѓето мислат дека треба од утре да направат некакви, не знам, големи промени. Почнете со мали чекори, мали чекори. Кога имате мали чекори на долготрајно, верувајте, сосема друг ефект ќе имате. Но првично да се овие емоции колабираат, едноставно да се прифати таа ситуација, да се размисли, се направи сосема нова вибрација, ослободување од оваа енергија. И последната вежба, последниот процес за денес, фактички низа од саморефлектирачки прашања, односно каде што ние ќе можеме полесно да се видиме себе и да направиме наша внатрешна промена. Моментот кога ќе направиме внатрешна промена, нашиот живот веднаш се менува. Веќе прекинуваме да чекаме на други, прекинуваме да бараме од други, прекинува чувството на немоќ, што е и поентата на работа на себе, значи враќање на собствената моќ, да го изградиме нашиот живот на најдобар начин, по најдобар ред за нас и за другите околу нас. И сега можеш да ги затвориш очите и да влезеш во себе, бидејќи тој процес најдобро се работи на овој начин, кај што ние влегли си го слушаме на нашиот внатрешен глас, нашата внатрешна мудрост, кој што секој ја има. Земи длабок стив, издиши и на следниве прашања само дозволи да се појави сам одговорот. Не го мисли одговорот, дозволи сам да се појави. Кој дел од мене верува дека треба да молчам за да останам безбедна? Која болка јас ја имам, моја или превземена, и се уште живеам со оваа болка? Кога јас научив дека љубовта е условена и дека јас треба љубовта да ја заслужам? Што се случува со моето тело кога се чувствувам емоционално небезбедна? Дали се грчам? Дали давам повеќе од себе? Што се случува со моето тело? Што се плашам дека ќе се случи ако престанам да се трудам толку силно? Ако бидам потполно искрена за моите потреби, што јас ке кажам? Кои реченици ќе ги искажам? Кои се моите непресретнати потреби? Што ми е потребно на мене? Никако тоа не се случува. Која личност ќе бидам јас, доколку ги пуштам работите да течат по свое, а не јас да се обидувам да воспоставам контрола? И сега завршниот дел од сите овие процеси. Можеш во форма на афирмација да ги кажеш следниве зборови. Јас конечно си дозволувам на себе да ја бидам мојата тежина.
Окей да не сум добро. Не морам да ја кријам мојата болка. Не морам да ја кријам мојата болка и си дозволувам таа да ја споделам со себе, да ја искажам или да ја споделам со некоја личност од доверба. Дозволувам мојот висок крвен притисок да ми биде учител. И јас сум конечно спремна личност да сослушам што има мојот висок крвен притисок мене да ми каже. Се надевам дека видеово ќе помогне на стартно освестување како одат процесите во нашето тело, во нашиот ум, во нашиот дух, бидејќи не е доволно ние само телото да го третираме. Секако трите компоненти во целост се многу важни. Значи, нашата емоционална состојба, која што од таму произлегува и нашата енергетска состојба, нашата духовна состојба и секако здравите навики. Кога ќе се комбинираат овие 4 елементи, верувај дека твојот крвен притисок ќе си замине, бидејќи ја завршил улогата на учител во твоето тело. Едноставно, може би луѓето од незнаење или непознавање како се случуваат одредени состојби, не сакаат да одат кон овие процеси од една проста причина. Не сакаат да ги менуваат тековните навики. Полесно е да се биде во комфорт зона и во автопилот и да се трпи оваа ситуација, но ние велиме полесно навидо. Секако дека главната компонента е јас заслужувам поквалитетен живот. Ова уверување дека ние не заслужуваме ништо, дека ние сме, не знам, виновни за нешто, треба да се срамиме, не треба да живееме квалитетно, доаѓа од матрицата и од тековно програмирање, каде што нас од мали не учеа една единствена порака. Дека ние секогаш ќе бидеме мали и немоќни битие, дека ние ништо не можеме сами за себе да направиме, што навистина не е точно. И ако видите сите оние здрави и успешни луѓе, се всушност луѓе со висока свесност и луѓе кои што си го прекинале да чекаат на други, едноставно си го зеле животот во своји раце. Обрнале внимание кон себе и решиле и донеле поинаква одлука. Едноставно, постојано да си го подобруваат квалитетот на својот живот. Да не одат во надолна линија, не го прават буквално се за на крајот да бидат победници. Јас ќе се потрудам и во идните видеа упорно да споделувам и за други состојби на кои што сум сведок во работа со моите клиенти, како доаѓа до одредени состојби и како подсвеста сето тоа го испорачува на начин на кој што ние треба да освестиме и буквално да се репрограмираме себе си. Тоа не е толку тежок процес како што наведом изгледа, а плодовите на вистина и ефектите се огромни. Јас ќе останам доследна и понатаму да ве освестувам вас дека се што имате како ефект на физичкото тело потекнува од друго место. Причинителот е од сосема друго место, а ние се занимаваме само со ефектот. Ние не можеме да го смениме ефектот на нашето физичко тело ако работиме само од физичко ниво. Моментот кога ќе сватиме како емоциите и нашата духовна комплексност влијае да имаме последица на влошена здравствена состојба, само тогаш ќе превземеме чекор од друго место, не од физичко. Ние не можеме ефектот на физичкото тело да го третираме само со ефект од физичко ниво.
Мораме да ги земеме во обзир и овие компоненти. Зошто? Затоа што ние можеби ќе третираме одреден симптом, одредена болест, но таа повторно се појавува. Ние тоа го викаме померање на симптоматологија, значи едно сме излечиле, се појавува друго. Тоа значи дека образецот во духовната, во енергетска, во емотивна смисла не е разрешен и повторно ние имаме ист образец. Телото само ни кажува дека ние не сме ги разрешиле, не сме ослободени од одредени ситуации. Тоа не значи дека ние треба да бидеме силни, јаки и се да издржиме. Напротив, ние треба само тоа да го isprocesираме. Јас во наредните видеа ќе имам посебно видео, значи како методолошки како се процесираат емоции, како се ослободува заробена енергија, која што на сите вас што ме следите ќе ви помогне буквално со леснотија да го живеете животот и кога ќе додат проблемите едноставно, полесно со нив да се справим. Се надевам дека сето она што мене лично ми помогнало и го споделувам со вас, дека ќе помогне и на вас. Се гледаме во следното видео.